Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по Историја и граѓанско образование во основното училиште Јосип Броз Тито од Валандово. И денеска ќе се потрудам да ви помогнам да совладате една наставна содржина, односно ќе се потрудам да им помогнам на учениците од 6-то оделение да совладаат наставна содржина од последната тема, односно тоа е појавата и ширењето на христијанството на Балканот и во Македонија. И како што гледате на сликата, ширењето на христијанството на Балканот и во Македонија е поврзано со големиот апостол Павле, човекот кој што прв ќе го прошири христијанството во Европа. Една навистина многу важна лекција, една многу важна тема, не само за христијанството, туку и за историјата на македонскиот народ, бидејќи проширувањето на христијанството во Европа започнува со проширувањето на христијанството најпрво во Македонија. Меѓутоа, што и како се случило, ќе видиме понатаму во текот на лекцијата и ќе видиме што е тоа што е најважно за проширувањето на христијанството на Балканот и во Македонија, односно проширувањето на христијанството во Европа. Меѓутоа, пред да видиме каква е улогата во проширувањето на христијанството на апостол Павле во Европа, односно на Балканот и во Македонија, треба да видиме кој всушност е апостол Павле. Апостол Павле потекнува од градот Тарс во Мала Азија, тоа веќе го гледате на екранот и би сакал да ви напоменам дека е добро да се ги запишувате овие работи кои што ги гледате на екранот, односно тоа ќе ви биде еден план за полесно да ја совладате наставната содржина. Па така, уште еднаш ќе повториме дека апостол Павле потекнува од градот Тарс во Мала Азија и треба да се напомене дека тој потекнува од еврејско семејство кое имало римско граѓанско право. Што значи тоа? Римско граѓанско право значи дека имал еден вид државјанство и дека ги ужива сите права кои што ги уживале и другите римски граѓани. Што значи? Не значи ако вие живеете на територија на римската држава, дека ќе ги уживате правата кои што ги дава римската држава. Тоа може да го направите само доколку имате римско граѓанско право, а апостол Павле имал и поседувал едно такво римско граѓанско право и на таков начин многу по-олеснето му било движењето во римската држава, па така тоа ќе го искористи во проширувањето на христијанството. Така, своето образование апостол Павле ќе го стекне во Ерусалим и треба да се напомене дека сите податоци кои што се поврзани со животот на апостол Павле се среќаваат во Библијата, а знаеме дека Библијата е поделена на Стар Завет и Нов Завет. Податоците за апостол Павле се наоѓаат во Новиот Завет. Што ни кажуваат тие податоци? Тие податоци ни кажуваат дека тој се среќава уште под името Саул или Савле и дека во почетниот, односно во раниот негов живот, тој ќе биде противник на христијаните. Бидејќи ако се сеќавате уште за време на Исус Христос, Римската империја не беше пријателски расположена кон христијаните, па затоа христијаните ќе имаат навистина тежок живот во рамките на империјата, а апостол Павле ќе биде еден од тие кои што ги прогонуваат христијаните. Меѓутоа, посланијата во Библијата кажуваат дека тој ќе ослепи од една светлина и дека после 3 дена видот ќе му дојде, дека наводно тоа ќе биде силата на Исус Христос, дека со тоа тој ќе се убеди дека навистина постои Синот Божи и
тоа ќе биде пресврт во неговиот живот и после тој настан, тој ќе го прифати христијанството и не само што ќе го прифати, туку и ќе биде човекот кој што ќе вложи најмногу напори во негово проширување. Еве, може да следите стрелката овде на екранот. Гледате, ова е местото од каде што потекнува апостол Павле, Тарс. Еве го, каде се наоѓа Ерусалим. Тој имал неколку патувања во својот живот. Ова е патувањето во Македонија, односно по кој пат одел, каде стигнал и како го проширил христијанството во Македонија. Сега, треба да се напомене дека кога тој ќе стигне во Македонија, најпрво ќе заседне во градот Филипи. Во градот Филипи тој ќе почне да проповеда помеѓу еврејското и меѓутоа и помеѓу македонското население. Така, особено припадничките на женскиот пол, односно жените, ќе го прифатат ова негово учење. Особено, нели, тука ќе се истакне една жена по име Лидија, која што ќе биде првата жена која што ќе го прифати христијанството во Европа. Треба да се напомене дека со апостол Павле заедно ќе проповедаат уште неколку негови ученици, како што се Лука, Сила и Тимотеј, и треба да се напомене дека во Филипи ќе остане да живее во куќата на Лидија, Лука, кој што ќе го проширува христијанството во тој дел, нели, од Македонија, од Европа и од Балканот, и ќе го продолжи делото на неговиот учител. Исто така, треба да се напомене дека после Филипи апостол Павле ќе се упати во Солун и тука заедно со Тимотеј и Сила ќе го прошируваат христијанството повторно помеѓу еврејското, меѓутоа и помеѓу македонското население. Само, нели, да ја видите уште еднаш картата. Еве го Филипи, еве го Солун, овде каде што пишува Тесалоники, и оттаму ќе одат во градот Бер, каде што повторно, нели, ќе имаат своји замисли на кој начин да го проповедаат христијанството, и исто така треба да се каже дека тој тука ќе ги остави неговите ученици Тимотеј и Сила, и тој ќе продолжи понатаму. Од прилика на ваков начин започнува проповедањето на христијанството во Македонија, и треба ние, особено како припадници на македонскиот народ, да бидиме горди на овој факт, бидејќи христијанството за прв пат во Европа почнува да се проповеда во Македонија, а во Библијата Македонија и македонците се спомнати 28 пати. Треба исто така да се каже дека во Библијата најспомнуван народ се евреите и територијата на Израел, нели, како територија од каде што тие потекнуваат. Меѓутоа, после Израел и евреите, Македонија и македонците се најспомнувани народ и територија. Сега ќе видиме што ќе се случи понатаму. Треба, нели, да се каже дека од тука апостол Павле, од која ќе ги остави Тимотеј и Сила, дека ќе замине во Атина и тука ќе го проповеда христијанството. Повторно, значи, ќе има одредени успеси, меѓутоа исто така треба да се каже дека ова е временски период на голем број на прогони. Христијанството се уште не било рамноправна религија. Тие се соочувале со разни притисоци, со разни закани. И тоа била навистина една лоша ситуација во која ќе се најдат и
Павле и неговите ученици, меѓутоа тие немат да се откажат и ќе започнат да го шират христијанството на таков начин. Од таму после Атина ќе се упати на Коринт и гледаме дека Македонија и Хелада се териториите од каде што ќе започне да се шири христијанството во Европа. Од таму ќе се прошири христијанството и во Илирија, односно денешна Албанија, и посебно тоа било најизразено во градот Дирахион, односно денешниот град Драч, кој бил седиште на епископ, а епископ е всушност врховен христијански свештеник, односно свештеник кој што има навистина висок чин во христијанството. Така, во Илирида или во Илирија се граделе и цркви. Најпознати такви цркви има на Билис, Саранда, Аполонија и Дирахион. Односно, овие цркви во овој рано христијански период уште се познати како базилики. На територијата на Македонија имаме голем број на базилики кои што потврдуваат дека уште во рано христијанскиот период на територија на Македонија се проширува христијанството. Така гледаме дека имаме базилика во Бергала. Ова е малата базилика во Хераклеја. Хераклеја знаете дека е град кој што е создаден од големиот македонски крал Филип II. Гледаме овој град продолжува да обстојува и во рано христијанскиот период и овде се среќаваат базилики. На почетокот на први, па и во вториот век, Стоби е еден од најзначајните градови во Македонија, бидејќи има навистина голема геостратешка положба. Тука градот, освен што економски се развива и политички, па и културно, треба да се напомене дека и христијанството исто така се проширува. Така доказ за тоа е ова епископска базилика, па така одреден временски период и Стоби ќе биде град на епископ. Нормално базилика се среќава и во градот Лихнидос, односно Охрид. Тука имаме рано христијански базилики и можеме да видиме дека рано христијански базилики има речиси на целата територија на Македонија. Се претпоставува дека и во југоисточниот дел денеска на Македонија треба се појават рано христијански базилики, како што е локалитетот на Стакина, Чешма и така натаму, но ова се докази дека во овој временски период, односно во први век од нашата ера, започнува да се развива христијанството. Така, уште еднаш ќе потенцираме дека во 51-та година, апостол Павле доаѓа во Македонија и дека сите овие негови активности започнуваат, односно се шират во период околу 3 години, па траат се некаде до 54-та година. Така Македонија станува првата земја во Европа која што го прифаќа христијанството. На тој начин слободно може да се каже дека Македонија представува лулка на христијанството во Европа благодарение на големиот апостол Павле, кој што веќе го споменавме. Од прилика тоа е тоа што треба да се знае, од прилика тоа е тоа што е најзначајно за ова и уште еднаш ќе повторам дека особено македонскиот народ треба да биде горд на овој факт дека христијанството во Европа започнува од територијата на Македонија. Се надевам дека ова што го зборувавме, дека беше јасно и дека совладавте дел
од најважните работи кои што треба да ги знаете од оваа наставна содржина. Од прилика тоа е тоа за што требаше да зборуваме.